сега гледаме бруталната страна. Меѓутоа империализмот амерички не престана. Само што користеше други алатки, користеше тоа што ќе носи демократијата во светот и економски ќе ги поддржа. Маршаловиот план ја помагаше Југославија, цела Европа ја помагаше после Втора светска војна, значи они има економски империализам или преку помош и колку што читам ја, нив некој тип на демократија им одговараше, бидејќи демократијата они можеа и да ја купат. Авторикратиите не може да ги купат. Америка, односно во светот до сега, можеше се шири врз основа на тоа што економски инвестираше и имаше некој таков империализам. Меѓутоа, од друга страна сега Кина мокна и не се меша во толку политички како што се мешаше драстично Америка во Јужна Америка, во Европа ги менуваше режимите и економски и со сила, со тајни војни, да кажеме. Меѓутоа, никогаш официјално не нападна друга земја како што е Русија сега направи инвазија. Иако знаеме што направи во бивша Југославија, како дојде во Ирак, како дојде во Афганистан. 30 години. Меѓутоа, беа дипломатски тоа подобро го правеа, дека ќе помагаат нешто, некоја демократија или ќе се борат против нуклеарно оружје, хемиско оружје кое што се испоставуваше дека не постои. И сега гледам дека веќе Америка и олигарси не се срамат и тоа да покажат дека ќе ги застапуваат сам исклучува своите интереси.